Браќа и сестри, ве поздравувам ова утро. Драги слушатели, драги гледачи, исто и вас ве поздравувам. Ви посакувам обилни Божји саботни благослови. Сите да се чувствуваме пријатно во овој саботен ден и да ја почувствуваме Божјата блискост до секој еден од нас. Насловот гласи "Каде ни одат децата?" Ќе прочитаме стихови од 1 Јованово, два, 15, 16 и 17. Прво послание на апостол Јован. Не љубите го светот и се што е во него. Ако некој го љуби светот, во него нема љубов од Отецот. Бог многу јасно ни кажува овде: не љубите го светот. Зашто? Вика, во него нема љубов од Отецот. 16 вика, зашто се што е во светот, похотта на телото, похотливоста на очите и горделивоста на животот, не од Отецот, туку од овој свет. Јас би додал од сатаната. Значи, похотливоста, похотта на телото, горделивоста, се е тоа од сатаната, од нашиот непријател и Божиот непријател. А светот е минлив и похотите негови, а оној што ја извршува волјата Божја останува довек. А светот е минлив. Значи, се ќе помине, похотите ќе поминат, а оној вика што ја извршува волјата Божја останува довек. Колку прекрасно ветување од Бога. Значи, да бидеме во вечноста со Господ. Браќа и сестри, сега сме во време или помина неколку денови од кога прославува матурски, полуматурски, нашите деца завршиле средна школа или основно школа. Дали се поставувате што се случува на тие прослави во тие моменти со тие млади деца? Еве еден опис мој, јас како ќе го опишам. Обично овие 14 годишни и 18 годишни деца, матуранти или полуматуранти, овие вечери ги чекаат во хотели и во кафеани. Слушат турбофолк и играат качени на маси. Тоа го прават со нивните наставници, со нивните професори, кои им ја организираат прославата за полуматура или матура. Замислете што се случува осмололенките или оние со малку повозрасни, облечени во провоктивни маички и со кратки сукни. Качени на високи подпетици, изгледаат многу повозрасни и ја покажуваат својата женственост. А додека машките пак се докажуваат на друг начин. Својата зрелост ја докажуваат со пиење на алкохол. Но сега знаеме дека и женските веќе и они пијат алкохол. Не е како порано што беше. А родителите се фаќаат за глава и викат: каде ни оди омладината или каде ни одат нашите деца? Се изместиле вредностите. Децата, како да им се лизнуваат на родителите,
од рака. Додека социолозите пак едногласно во поклонувањето на ваквите појави. Во Македонија постои криза на социализацијата. Родителите растрчани по кариери и пари, се помалку време им посветуваат на своите деца. Се помалку се грижат за своите деца. Ги оставаат своите деца покрај телевизорите, покрај компјутерите, покрај телефоните и без никаква контрола тие деца од тие информации таму што ги гледат, што ги слушат, црпат и забегуваат. Своето отсуство родителите најчесто го заменуваат со пари. Ама парите што прават? Ги расипуваат децата. Значи, кога ќе му се даде повеќе пара, тие деца не знаат што прават со нив и во последно време што се случува? Наркомани, алкохоличари, па дури проститутките кои доаѓаат од пред се од богати семејства, од родители интелектуалци. Порано овакви деца излегуваа од сиромашни фамилии, бидејќи тие немаат пари и посегнуваат по тие работи. Но сега добар дел од овие деца се синови и черки на богати родители. Ако богатите родители за едно излегување навечер на своето дете му дадат 100 евра, тоа ги изместува вредностите. Кога ги имаат тие пари и не знаат што со нив, тогаш се изместуваат моралните вредности. Високиот стандард носи и големи пороци. Не само семејството, туку и училиштата, како да ја заборавиле својата функција. Наставниците се повеќе окупирани со нивните ниски плати и со сопствениот стандард и ретко кој од нив се трудат децата да ги изведат на вистински пат. Ако во училишта треба да се случува двоен процес, образование и воспитување, тие повеќе одат само на образование, а воспитувањето го занемаруваат. Дека училиштата ја изгубија вистинската улога врз учениците, покажуваат и неколкуте случаи со внесување на алкохол, дроги и оружје во самите училишта. Сите знаеме, пред неколку години на Техничкиот универзитет во Вирџинија, Америка, кога еден студент уби 32 деца, своји колеги, своји врсници и додека неколку рани. Ќе прочитаме во Јаков, четири. Послание на апостол Јаков 4:4 вика: прелюбодејци и прелюбодејки, не знаете ли дека пријателството со овој свет е непријателство на Бога? Зашто кој сака да му е пријател на светот, му станува непријател на Бога. Гледаме, браќи и сестри, Јаков, овде Бог преко Јаков што ни кажува? Прелюбодејци и прелюбодејки. Не знаете ли дека пријателството со светот е непријателство кон Бога? Значи, се што се прави во светот е погрешно и стануваме едноставно непријатели на нашиот Господ. А
А сега ќе земеме еден пример од Библијата. Еден влијателен верник имал проблем со своите синови. Пријатен, ама лесномислен, како татко и попуслив према своите деца, во текот на нивното детство и младост му дозволувал да прават само она што им било угодно. Си зборувал дека нивни деца, само ако им се даде доволна љубов, сами кога ќе одраснат, ќе ги совладаат своите лудости. Па и денес многу родители велат, ќе му помине лудоста кога ќе порасне, ама се лажат. Порано во наше време се зборуваше, ќе изоде војска и ќе се опамети. Сега нема војска, нема дисциплина, значи е избегано се настрана. Дома не можеме да ги воспитаме, значи тие вредности се скроз изместени или поместени. Значи нема каде тоа дете да има можност да се опамети. Религијата, одвоена од дисциплината, нема моќ да ги промени. За децата почнало да се зборува меѓу верниците, ситуацијата станала толку лоша да верниците почнале отворено да преговараат. Дури и верниците почнале да не ги принесуваат тие жртви. Ќе прочитаме во 1 Самуилова 2:22. Прва Самуилова, 2 глава, 22 до 24. Илија пак беше многу стар и слушаше се што правеа синовите негови со сите израелци и дека тие спијат со жените кои служија покрај влезот во скинијата на собранието. Значи, гледаме за кого станува збор. Значи, Илија, првосвештеник, кој бил во Израелското царство, дека неговите деца го изместиле она што треба да се служи таму. И им рече, зошто правите такви работи, зашто слушам лоши зборови за вас од сиот народ. Гледаме Илија колку нежно ги кара. Зошто ги правите тие работи? Слушам секакви зборови од народот. Не, деца мои, не се добри гласови што ги слушам за вас. Немојте да правите така, бидејќи гласовите што ги слушам дека вие не му служите добро на народот Господов, не се добри. Со малку размислување, децата и сами можеле да сватат какви последици ќе сносат со нивните постапки, ама тоа воопште не им доаѓало на ум на Офние и Финес. Нивните срце станале тврди како камен во пустина. Меѓутоа, уште поголема грешка направил таткото Илија, кој не ги обликувал уште на 2 години или додека во 6-та година може бил потребно да ги удари малку со шамар, па да одат по правиот пат. Или пак во 9-та и 12-та година со разумност и дисциплина би му дошле бескрајни благослови. Но никогаш тие деца не биле водени со цврста рака. Никогаш не биле казнети за своите грешки.
дури и додека нивните погрешни патишта носеле срам за срам кон Бога и во светилиштето во кое служеле. Заслепениот татко наставил дури и да ги правда. Ќе прочитаме исто во 1 Самуилова 2:29. А ти зошто го ги презре палените жртви мои и гледаш ненаситно око на моите приноси, со кои ги одредив да се принесуваат пред мене? И зошто ги предпочиташ синовите своји повеќе од мене, гоејќи ги со најдобрите делови од сите приноси од мојот народ Израел? Бог овде го опоменува, зошто, вика, повеќе децата ги предпочиташ одошто мене? Зошто тоа го правиш? Бидејќи он бил и судија, и свештеник во тоа време, можел да ги искара, можел едноставно од службата која била свештеничка да ги оттргне настрана, но сепак Илија ги оставил и понатаму. Ќе читаме од патриарси и пророци, уствари, да, патриарси и пророци, 614 страна. Илија, како свештеник и судија во Израел, бил пред Бога одговорен за моралот и верата кај народот, а особено за карактерот на своите синови. Тој морал прво да се обиде со благи мерки да го заузди злото, а во случај тоа да не помогне, злото требало да го совлада со најстроги средства. Меѓутоа, тој на себе навлекол Божје незадоволство со тоа што него го осудувал гревот, ниту ги казнувал грешниците. Гледаме, браќи и сестри, ни гревот го осудувал, ниту грешниците ги казнувал. Значи, го имал тоа право, значи, и гревот да го осуди, а и своите деца да ги оттргне од таму. На него не можело да се смета дека и израелците ќе го сочува чисти. Оние што немаат доволно храброст да ја осудат неправдата, или оние кои поради својата рамнодушност и недостиг на интересите не вложуваат сериозни напори да го чистат семејството или Божјата црква, ќе бидат одговорни за сите зла што можат да произлезат од нивното занемерување на должност. Ние сме одговорни за злото што се можело да го спречиме со родителскиот или со свештеничкиот авторитет, исто толку како самите да сме го сториле. Каква опомена! Значи, тоа важи за сите нас, не само за Илија свештеникот, тоа за секој човек важи. Значи, ние сме можеле тоа да го соприме, али сепак сме го оставили. Дори вика и семејството се уништува со тоа, а и самата Божја црква. Децата се уште премногу малички за казнат да ја сватат правилно. Треба, вика, да се почека додека да станат разумни, па работата убаво да им се објасни. Така, на лошите навики им се дозволува да се засилуваат и тие стануваат друга природа. Така децата растат незауздани и неослободени од карактерните недостатоци, кои во текот на целиот живот ќе му служат на проклетство, а кои лесно ќе преминуваат и врз другите. Гледаме, браќи и сестри, што се случува. Значи, незауздани децата ќе го пренесат тоа и на други деца. Значи, има многу можности и други деца да ги прифатат тие работи. Нема поголемо проклетство за едно семејство, отколку на децата да им се пушта на волја.
Ако родителите исполнуваат секоја желба на своите деца и им дозволуваат да прават нешто што знаат дека нема да им служи на добро, децата бргу губат секоја почит кон родителите, не ги уважуваат ниту Божиот, ниту човечкиот авторитет. И сатаната живи ги лови, ставајќи ги под своја власт. Гледаме Бог што ни кажува. Значи, тие деца ниту Бога, Божиот авторитет го почитуваат, ниту родителскиот авторитет. Едноставно, значи, се оддалечиле скроз од своите родители и не ги ценат, дори многу пати нели викат, па ви сте стари, не знаете ништо. Они се знаат. Они на тие возрасти се знаат, а ние сме поминале многу искуства, ние ништо не знаеме. Ако на децата им се дозволува да одат по лош пат, иако родителите тврдат дека веруваат, Божјата вистина се срамоти. Значи, колку и да тврдиме, Божјата вистина се срамоти. Најдобар доказ за вистинско христијанство во едно семејство е оној вид карактер што произлегува од христијанство. Од тоа христијанство. Делата зборуваат појасно отколку најсовршеното исповедање на верата. Оние што ја исповедат верата, ако не се сериозни и истрајни во своите напори да остварат добро среден семеен живот, што би бил најсилен доказ во прилог на верата во Бога. Туку се попустливи кон лошите желби на своите деца, тогаш постапуваат исто како Илија. Го срамат Христовото дело и навлекуваат пропаст на себе и на своето семејство. Колку јаки зборови, браќи и сестри. Значи, ако не ги воспитуваме децата, додека се мали, го срамиме Христовото дело, а воедно и го уништуваме самото семејство. Значи, Илија го има насекаде во овој свет. Ќе читаме и од Совети, 206 страна. Совети за правилно воспитување на детето. 206 страна. Денешни Илии, кога денешните Илии, кои можат да се најдат насекаде, како бараат оправдание за застранувањето на своите деца, веднаш би го користеле нивниот од Бога даден авторитет да ги ограничат и коригираат. Значи, ете што кажува Бог. Какви сме ние родителите? Исти како Илија. Значи, сакаме да ги оправдаме своите деца. Нека родителите и старателите, кои го прогледуваат и оправдуваат гревот во оние кои се под нивна грижа и имаат на ум дека тие така стануваат помошници во тие погрешки. Значи, автоматски ние сме соучесници во тие нивни грешки. Доколку наместо неограничено попуштање, често пати би се користел казнувачкиот стап, не во страст, туку со љубов и молитва, ние ќе видиме посреќни семејства и подобра состојба на општеството. Занемарувањето на Илија јасно е представено пред секој татко и мајка во земјата. Како последица на неговата невоспитана љубов или немање желба да го врши она што е непријатно, тој жнеел жетва на беззаконие во своите изопачени синови. И родителите кои го дозволиле беззаконието и децата кои ги
практикувале, се виновни пред Бога и тој нема да прифати жртва или дар за нивниот престап. Не знаеме што се случило со синовите на Илија покасно. Така да, браќи и сестри, треба да размислуваме за своите деца како да ги воспитуваме. Ќе читаме од Изреки 22 глава, 6 стих. Поучи го момчето во почетокот на патот негов. Тој нема да скршне од него и кога ќе остари. Гледаме Бог какви совети ни дава. Поучи го момчето на патот негов. Значи, ние треба да ги поучуваме нашите деца, додека се мали, по кој пат да одат и како да живеат. Совети 343. Божјата љубов треба да биде поучувана во секоја лекција. Првата лекција на која децата треба да бидат поучувани е дека е Бог нивниот татко. Таа поука треба да им биде дадена во нивните најрани години. Родителите треба да сватат дека тие се одговорни пред Бога да ги запознаат своите деца со нивниот небесен татко. Тоа, дека Бог е љубов, треба да биде поучувано преку секоја лекција. Татковците и мајките треба да ги учат бебињата, децата и младите за Исусовата љубов. Нека првите зборови на бебето бидат за Христа. Од кога треба да се поучува децата? Уште на друго место Елена Вајд кажува, уште во самата утроба, кога детето ги прима карактерите на своите родители. А тука вика, уште бебиња, значи кога е бебе, треба да му се зборува за Христ. Постојано, значи, да се поучува. И тоа дете, иако не разбира тие зборови, сепак останува тоа во неговите мисли, во неговиот ум и една ден, зашто вика, кога го поучуваш, уште од мало, нема да скршни и во староста. Христос треба да биде поврзан со сите поуки дадени на детето. Од најраните години на детето тоа треба да биде запознаено со нештата Божји. Нека мајката во едноставни зборови му раскажува за Христовиот живот на земјата. Зашо треба да му се зборува? Значи, на тоа бебе или на тоа дете, како расте, треба да му се зборува за Христовиот живот на земјата, додека Христос бил на земјата, што работел, како работел. И повеќе од тоа, нека таа во секојдневниот живот несе од учењата на Спасителот. Нека таа му покаже на своето дете преку нејзиниот пример дека овој живот е подготовка за живот кој треба да дојде, време дадено на човечките битија во кои треба да обликуваат карактер кој ќе им овозможи влез во Божјиот град. Гледаме, значи, како Бог не советува преку сведоштвото од Елена Вајд, што се напишани книгите, дека кога децата треба да се советуваат и да се поучуваат во Христ, значи цело време да им се зборува, ако сакаме и децата да бидат во Божјиот град. Ќе прочитаме и од 48 страна. Што вели Господ? Сите родители треба да ги воспитуваат своите деца да го следат Господовиот пат. Значи не зборува само Лазо, Петар или не знам кој, туку зборува за сите родители. Значи треба
да ги воспитуваат своите деца за Господовиот пат. Ова не треба да се свати лекомислено или да остане настрана, а да не предизвика незадоволство кај Господа. Значи, не треба да ни биде ова лекомислено или да го отфрлиме. Туку Бог не повикува постојано децата да се воспитуваат на тој пат. Не сме повикани да решаваме во некоја насока, треба другите да тргнат. Или како можеме најлесно да поминеме, туку како вели Господ. Ни родителите, ни децата не че имаат мир, среќа или одмор на духот, ако тргнат по кој и да е погрешна патека. Значи, јасно Бог ни кажа. Ни родителите, ни децата не че имаат мир. Значи, ако тргнат по лоша патека. Но кога Господовиот страв ќе завладее во срцето, соединото со љубовта кон Исуса, душата ќе се исполни со чувства на мир и радост. Родители, отворете ја Божјата реч пред оној кој го чита вашето срце. Што ни кажува Бог? Да ја отвориме Божјата реч. Значи, проучувајќи ја секоја вечер, секоја утро, Божјата реч, тие деца ќе сватат многу нешта. Ја познава, вика Господ, секоја тајна и запрашајте се. Што вели писмото? Да се запрашаме што кажува Бог во неговата реч во Светото писмо. Ова мора, вика, да биде правило на вашиот живот. Секојдневно проучување на Библијата. Правило на нашиот живот. Оние кои имаат љубов кон душите, нема да молчат кога ќе забележат дека тие се наоѓаат во опасност. Значи, кога ќе видиме нашите деца или некоја друга личност, дека не оди по Божиот пат, треба да го помени, за да бидат и тие во Божиото царство. Ние сме уверени дека ништо друго, освен Божјата вистина, не може да им даде на родителите мудрост која го има во обзир спасението. Значи, само Божјата реч има спасение. Ние луѓето се и се што може да кажеме. Можеме и да лажиме и не знам што и да правиме, али Божјата реч е многу јасна. Кога е во прашање обликувањето на умот на нивните деца и да ги одржи да останат такви. Значи, проучувајќи ја Божјата реч, секојдневно децата имат можност да останат такви во врска со Бога. Ако овие начела од Бога ги заборавиме, значи се узалуд, се во пропаст. Ќе прочитаме на крајот од Ефесијаните и од Мојсевата книга, прва мислам беше, само да и најдеме Ефесијаните, 6 глава, од 1 до 4 стих. Вие, деца, бидете им послушни на родителите своји во името на Господа, зашто тоа е праведно. Сите сме ние деца. Сите сме Божји деца, а и на нашите родители. И еве што не опоменува. Бидете им послушни на родителите, зашто тоа е праведно. Почитувај го својот татко и својата мајка.
Тоа е првата заповед советување. Значи, децата или ние како деца на нашите родители да ја почитуваме својот татко и својата мајка. Тоа е заповед од Бога. И еве зошто. За да ти биде добро и да живееш долго на земјата. Какво ветување? Зошто да ги почитуваме родителите? За да живееме долго на земјата, а и да ни биде добро. И еве, и вие, татковци, не дразнете ги децата своји. Значи, како деца треба да ги почитуваат родителите, така и родителите треба да не ги дразнат своите деца. Туку подигнувајте ги во воспитанието и науката на Господа. Што треба да правиме? Да ги потикнуваме во науката Господова. Во Божјата реч да ги потикнуваме децата да ја проучуваат. И од 5 Мојсева шеста глава, мислам ти беше, шеста глава, 7, 20 и до 25. Јас ќе прочитам малку повеќе. Овие зборови, што ти ги заповедам, денес да бидат во твоето срце. Значи, Бог ни вика, ова денес што го слушнаме, да биде во нашето срце. И пренесувај им го на децата свој, зборувај за нив. Кога седиш дома и кога си на пат, кога си легнуваш и кога стануваш. Значи, постојано да им кажуваме на нашите деца. Постојано да ги подсетуваме. И кога си легнуваме, и кога сме на пат, да се молиме, да ги подсетуваме дека по кој пат треба да одат. Дваесет четвртиот стих и 25-тиот ќе ги прочитам, исто од 6 глава. И ни заповеда Господ да ги исполнуваме сите наредби, да се плашиме од Господ нашиот Бог, за да ни биде добро во сите денови и да останеме живи како што сме денес. И во тоа ќе биде нашата праведност, ако се трудиме да ги извршуваме сите тие заповеди на законот пред Господа, нашиот Бог, како што ни заповеда тој. Значи, браќа и сестри, ако се трудиме нашите деца да ги воспитуваме од Божјата реч, која единствено носи спасение, и на тој начин и децата, воспитувајќи ги, и ние едноставно се спасуваме со нив. Бог нека ни помогне и нека му е слава. Амин.